Добър ден, аз съм Бън Вилияновски, а вие гледате Bokis Kitchen на AC Radio. Денес си подготвуваме наставен бърз рецепт под името Пулнет Компер. Доколко ви се допадне ова видео, обовязно го лайкнете, шеровайте го и претплатете се на YouTube каналът на AC Radio. Пред да започнем с подготовка на овој рецепт, сакам да споделам една овощна салата заедно со вас, па може да почнем и на подготовка на истото. За ова овощна салата потребно ни е праска, банана, мармалад од сливи и чоколадни капки. Најпрво ги сечеме праските на коцки. И додаваме во длабок сад. Следно сецкаме банана на крупчиња. И додаваме во праските. 2 банани ни се сосема доволно. И 3 праски. Следно домашен мармалад од сливи. Ево. Модри сливи. Измешате. Следно во чаша за десерт ставете следно ставаме чоколадни капки од Фантазија. Нашиот десерт е готов. Овошната салата ни е готова, може да преминеме на подготовка на овој рецепт, Пулнет Компер. Овој рецепт потребни намирници ни се следниве: компир, шунка, кашкавал, 2 јајца, медитерански зачин и за остатокот ќе ви кажам во текот на видеото. Компирите ги ставаме во тенџере да се сварат. 3, 4, 5, 6, 9 компири, делумно да се сварат, не целосно. Ставете вода во тенџерето и 1 лажица сол. И 1 лист ловоров лист. Компирите ни се сварени, сега со помош на лажица и нож ја отстрануваме средината. И ставаме на страна.
Сега ги ставаме во плех за печење. Сега на 250 степени во рерна да се доправе компирот 5 до 10 минути се сосема доволно. Додека компирот се испече, меѓу време ќе спремаме полнежа, саламата ја рендаме. Откако ќе изрендате, ставете во длабок сат. Значи, од прилика има 400 грама шунка салама и од прилика 400 до 500 грама кашкаво ќе изрендаме. Изрендајте го и него. Во кашкавалото саламата додаваме малку медитерански зачин. И малку орегано. И кршиме 2 јајца. Ако има потреба, може и 3. И мешајте. Јас додавам уште едно јајце. И мешајте повторно. Можете да ги полните компирите и со болонјезе сос или со било што мислите вие и сакате. Во случајот јас најбрзо го правам ова. Сега остатокот од компирот, односно средината што ја извадивме, за да не ја фрламе, ќе употребиме, ќе направиме ќофтина од компир, тиквичка и брашно и јајце. Значи една тиквичка ја лупиме. Ја рендаме. Ставаме сол. Измешавате и оставете 10 на 15 минути да пушти вода. Компирот во длабок сат го гмечите, исто како за пире. Само не ставаме вода. Значи, од кога ќе се потпекнат малку компирите, ги полниме внатре со кашкавот саламата. Претходно кои ги правевме. Убаво стиснето унатре да се наполни цело. Значи ги наполнавме убаво. Сега ставаме уште малку медитерански зачин од озгоре. И враќаме во релна додека не фати убаво кафеава боја од озгора. Тиквичката ја цедиме и ја додаваме во компира. Додаваме 2 јајца. И мешаме. Следно додаваме постепено бело брашно, за да ја згусниме смесата. И мешајте. Исто така додаваме и пола пакет чепециво, прашак за пециво.
Мешаме. Со лажица ставаме во плех за печење, во форма на ќофте ги правиме. Така. Ставете, па после ќе ги ставиме да се печат. Ставаме во релна на 250 степени, кога ќе почнат да добиват кафена боја од озгора, се готови. Значи ќофтината ни се готови, компирот ни е готов, следно е сервирањето. Значи во кружна чинија ставаме мајонез на едната страна. Ставаме од компирот. И на другата страна ставаме слайс врат. И ставаме ќофтината. Во празниот дел ставаме макдонос. Тоа е тоа. Денес поделувам со вас 3 нови рецепти. Тоа е овошна салата, полнет компир и ќофтина од компир. Се надевам дека овие 3 нови рецепти ви се допаднаа. Доколку ви се допаднаа, обавезно го лајкнете, шерувајте го и претплатете се на YouTube каналот на Еси Радио. Исто така можете да симнете апликацијата од Play Store Еси Радио да слушате одлична музика додека готвите. А моите останати рецепти можете ги погледнете на мои официјални страни Facebook, Instagram, TikTok и YouTube Bokis Kitchen. Ние тука се одјавуваме и се гледаме во наредна епизода со нов рецепт. До тогаш уживајте во викендот пред вас. Чао!